Најпрво, каква е состојбата во полициската станица Арачиново, дали добивте списи за пишување казни, дали ситуацијата се поправи по тие 2 години откако практично не се издавале списи за таа полициска станица? Токму така, по вашето објавување на информацијата која јас ја дадов во интервјуто, дека во полициското одделение се попречени полициските службеници во вршењето на службените работи во периодот од 2,5 години, веднаш после изјавата по таа изјава им се доделија, односно им се овозможи на полициските службеници да заложат потребните списи и веќе од тогаш наваму, значи полициските службеници постапуваат со целосното полициско овластување. Но тука не завршуваат притисоците кои се вршат врз нив. Колку што да знаеме, постапила и внатрешна контрола што утврдила и колку што дознавме ние били испрашувани самите полициски службеници во полициското одделение. Токму така, како што најавив и во самото интервју претходно, дека очекувам, значи да се зголемат притисоците кои целовремено јас ги чувствувам поради моите синдикални активности и делување во заштита на работните права на вработените во МВР. Се отпочнаа со такви притисоци од страна на представниците на секторот за внатрешна контрола, кои на моето работно место дојдоа со само 2 прашања и кои јас ги чувствувам тие како директен притисок кон мене, а тие прашања се однесуваа на тоа зашто, во кое својство ја имам дадено изјавата и од кого сум побарал одобрување за таква изјава. Од моја страна на представниците им беше појаснато дека и тие самите тоа го знаат, дека синдикалниот представник според Законот за работни односи и колективниот договор има обврска, односно да ги споделува и во јавноста делата како што јас би рекол, веќе е сторено кривично дело, значи попречување на службени лица во вршење на службени работи, со тоа што директен притисок се врши врз мене со самото барање на внатрешната контрола да напишам изјава, со тоа што ја добија таа изјава и сметам дека и покрај тој притисок нема да ме, односно се обидуваат и понатаму да ме попречат, меѓутоа нема да потклекнам и да се повлечам под овие силни притисоци кои ги чувствувам во моментот. Што мислите како ќе се одвива понатаму ситуацијата? Значи притисоците, тој спроведен систем, значи таа поврзаност меѓусебно на тие високи функционери, значи оди до таа мера да они удараат на секој можен начин, удараат врз членови на моето семејство. Сега веќе се свртеа поактивно кон мене со посилни притисоци, така да и во тој дел, значи, чувствуваат веќе притисоци вработените во полициското одделение, каде истите ми пријавија, односно ми се пожалија дека од секторот за внатрешни работи Скопје представници, односно раководители со должен насор кои вршеле контрола, значи на несоодветен начин, значи се развикувале при извршената контрола, значи веќе од кога обелоденивме за одземените списи попреченоста на службените лица да си ги вршат своите службени работи. Истите тие на недоличен начин се развикувале со тоа што со зборови вие овде не сте работници, знаете да зборите нешто да кажувате и така натака, со тоа што тие истите се почувствувале толку навредени и понижени од односот на самите раководители, со тоа што укажуваат, јас јавно кажувам дека укажуваат за нивната инволвираност во сето ова, значи целовремено 2,5 годишно, значи попречување на тие службени лица и свесно и намерно е создадена таа хаосна состојба, каде што и јас сум таму прераспределен во моментот поради моите синдикални активности. Зашто МВР демантира кога практично, како што кажувате вие, било утврдено дека 2,5 години немало списи? Со самото тоа МВР што укажува на тоа, односно дезинформираат одредени лица кои се задолжени за таа работа да извесат транспарентно јавноста, во тој случај, значи, погрешно беше информирана јавноста дека сум можел, односно сум требал на начин, нели, да ги известам повисоките хиерархиски поставени раководители во МВР, меѓутоа тоа не функционира. Бидејќи чисто да бидеме на чисто дека истите тие раководители веќе 2,5 години имате состојба хаотична, односно состојба каде што полициските службеници се попречени во вршењето, повторувам, значи по веќе трет пат во службените работи, со тоа што должниот надзор кој го имале тие раководители да ја утврдуваат фактичката состојба и да
Отпосле известуваат, значи, известуваат онаму каде што нели се засегнати повисоките структури во МВР дека состојбата е таква каква што они ја затекнале. Меѓутоа они истите тие лажно повратно поднесувале извештаи дека е во ред. Се потврди информацијата, односно по пријавата на вработените кои се пожалија, значи наши синдикални членови, дека им е срушено нивното достоинство, дека им се одземени овластувањата, обелоденувањето на самата вистина ги погоди директно засегнатите кои веќе во моментот, значи, имаат настапи за посилни притисоци со цел, нели, да во иднина се надеваат дека ќе ме попречат мене лично или некој друг ќе заплашат за да не се обединуваат вакви големи работи и скандали, јас би ги рекол. Ова е скандал со тоа што да ви кажам, значи да се дрзе некој да удри по професионалноста на полициските службеници е стварно срам. Да се надоврземе, дали се дозна кој воопшто ја дал таа наредба, како што вие кажавте, да не се издаваат списи за касни во полициското одделение во Рачиново, или се уште тоа остана енигма и непознато и за вас и за јавноста понатаму? Видете, испитували внатрешната контрола? Внатрешната контрола со самиот контакт, односно како што најавив, како што ви укажав со самиот обид за притисок кон мене, наместо да се насочат кон утврдување на одговорноста, на командатна одговорност, затоа што во полициското одделение предпоставениот командирот добил наредба усмена да не се задолжуваат полициски службеници, односно му било невозможено. Значи не можел од тој аспект истиот, значи присилно, затоа што немал моќ на тие што издале таквата наредба да ги задолжи полициските службеници со потребните списи. Јас најавив и укажав за одговорноста која вие го истакнавте лицето, конкретно за кое лице се работи, значи под која директна надлежност е полициското одделение, меѓутоа истото раководно лице е прераспределено, односно унапредено на повисока раководна функција во секторот за внатрешни работи и му се дава и натаму можност да истиот врши притисоци и ја попречува, најверојатно и ќе ја попречува оваа истрага со цел да се заборави, односно да се овој случај прикрие на некој начин. Состав, дали ќе имате писмено обраќање до МВР, дали ќе поднесете можеби некој поднесок до органите за да цела оваа ситуација добие едно повисоко правно ниво? Токму така, значи јас како синдикален представник, значи поради срушеното достоинство и направената дискриминација врз вработените, а и лично врз мене, сето она што се прави што е незаконско, недозволило и недопустливо да се случува токму во Министерството за внатрешни работи, од моја страна ќе бидат превземени сите правди мерки, ќе бидат известени, односно ќе биде пријавено во соодветните надлежни институции, а еве ја користам и сега оваа прилика да и јавното обвинителство по овој мој допрен глас да постапи по службена должност, заради тоа што има сериозно сторување и прекршување на законици, како што е делото, значи спротивно е од кривичниот законник, да попречува службени лица во вршење на службени работи подолг период, а да некој тоа не го увидел, имал должен надзор, меѓутоа сега се обидуваат, нели, да ги заштита, биејќи на таа релација, меѓусебна висока релација како функционери, се обидуваат да ова го тргнат настрана, нели, да помине така да незабележано и без одговорност. И последно прашање, дали воопшто се чувствувате вие заштитен во секторот каде што вие работите, во МВР општо? Не. Значи, според оперативни сознанија, јас долги години работам во Министерството за внатрешни работи, во моментот мојата безбедност е загрозена. Не би сакал јавно, детално да говорам сега, меѓутоа надлежните служби ќе бидат известени со соодветни писмени дописи, каде што јас добивам закани по мојата безбедност од страна на лица кои најверојатно се со некаква поврзаност со директно погодените инволвирани во оваа ситуација, така да мојата... Тие лица се од МВР?
Видите, тие се поврзани со други лица на подрачјето каде што сум сега во моментот незаконито, односно сум прераспределен по подказна, би рекол, поради моите синдикални активности, иако моето прераспределување има за моето незаконско прераспределување има законска постапка, се води пред надлежните институции со покренати тужби и кривични пријави против високи функционери во Министерството за внатрешни работи.